Градот се дави во смет на пеколни температури, не работат фонтаните. Граѓаните се жалат, нема автобуси, искршени се речиси сите споменици, а чашката ја прили скандалот со слоницата што угина пред неколку дена. За неколку месеци во Скопската зоолошка угинаа повеќе животни и никој не понесе одговорност. Ниту градоначалничката Арсовска се одважи со одговори. Без автобуси и со смет среде плоштад. Граѓаните се гневни и бараат Арсовска да се повлече и да не го држи градот во заложништво. Доаѓаме од Топанско поле. Автобуските станици се криминал. Дрвјата што паѓаат лисјата, доле сега се, мислам, се газат, све се растурени, цигари, добро тоа и малци граѓаните не внимаваат, али никако. Еве деветка, например, на 1 час оди. Би порачале на градоначалничката Данила, што треба да направи? Ништо да си даде оставка. Препишете го, имотниот лист ви го доставам во прилог. Препишете го, тоа е. И на крајот тоа го направи и заврши работа. 3 пати одев по најголемите врикени. Благодарам. Друго нешто што би порачале на градоначалничката? Решен да одам кај градоначалника какви службени лица има нестручни. Тоа го констатирав. Па затоа што не е чисто. Не е средено вода, нема се насекаде. Еве гледам по патјаки што доаѓам дека овие фонтаните што се по улица пишуваат сакам да течам. Не се вода нема. И да сакам еве сега да се оплакнам за да се измијам, мисто ми сите други нема вода. Не. Зошто? Што би пречи во градот? Па погледнете. Завртете се околу себе и ќе видите. Немој молим те за нејзе да ме прашува. Тоа е лошо. Директорите ги менува како чорапи, а мислењето на граѓаните за ужасот во центарот на градот очигледно не допира до нејзе. За 3 години таа успеа да смени 25 директори на јавни предпријатија, а за Скопски водовод ќе треба по 7 пат да именува директор. Не само граѓаните на улица, лавина реакции и незадоволство од поранешни функционери на град Скопје по последните откази на директорите во предпријатијата Градски паркинг и водовод. Свој коментар на темава даде Бојан Христовски, поранешен директор на Градски паркинг. Продолжува серијалот наречен Промена на директори што не ми се по кејф. Последни на дневен ред се новите смени на директори во јавното предпријатие Водовод и канализација и Градски паркинг. На последните парламентарни избори градоначалничката на Скопје Данела Арсовска со незината купена партија во Скопје освои околу 2500 гласа или само 2% од гласовите кои претходно ја направија градоначалник. Се прашувате ли каде се стопија 118.749 гласа кои ги освои на локалните избори во 2021 година? И докторот Нико Бекјаровски се обрати на градоначалничката на град Скопје. Тој побара таа да се повлече од незината функција. На моето Скопје му треба нов ВД градоначалник, уште денес, утре е предоцна. Некој или некоја кој ќе има или која ќе има поддршка од сите советнички групи и уште поважно доверба меѓу скопјани. Данила Арсовска во првите 6 месеци од мандатот ги чистеше дивите депонии, промовираше отворена канцеларија за скопјани и посветено ја чешлаше работата на својот претходник. Во изборната кампања ветуваше бесплатен јавен превоз и 250 нови автобуси. По 3 години од нејзиниот мандат, ЈСП функционира со нисправни автобуси, а само 2 се запалија во последниот месец. Не само на дивите депонии, центарот на градот е преплавен со ѓубре.